Во недостигна работна сила во непосредното производство со растечка криза и редуцирани буџет и со некои исклучоци, градоначалниците од источниот регион се одлучија на нови партиски вработувања. Само во општина Штип за 2 месеца од изборите има најмалку 10 нови вработувања. Освен што се знае кој се, објаснување зошто се јавноста никогаш не доби. Телевизија Стар го побара, но наместо детален одговор добивме нејасни формулации. Нешто како човек кога сака нешто да прикрие и да ја смени темата. Но вистината е дека само неколку дена по изборите градоначалниците до себе ги седнаа своите најблиски сопартијци без при тоа да мислат што со останатите. Што со оние кои напорно учеа, дипломираа и се надеваа дека животот ќе стигне и за нив, но овде во нивната држава. Но освен што вработува, СДСМ продолжи и со друга досега долга политичка пракса. Она што некогаш го правеше ВМРО ДПМН сега ладнокрвно пак го повторува СДСМ. На само денови пред Нова година дома испрати работници од некои јавни предпријатија чии договори завршиле. Секако на нивно место ќе има други, но со различна партиска книшка. Но СДСМ продолжува и друга пракса од ВМРО ДПМН. Имено, веќе длабоко разочарани, нејзини членови ни испратија детален допис со новите работни места, функциите, но и непотизмот. Од исти семејства има и нововработени, и унапредени, и развеселени. Еве зошто младите се разочарани и бегаат, а дома не доаѓаат ниту за Нова година, ниту за Божик. Во просек секоја година на домашните празници во источниот регион има по 600 млади помалку.